الله 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 سبحان الله 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 الله. Nećino život beše mnogo težak. Vidiš, pegano se sedem je omaže za Alija radijallahu anhu. Alija radijallahu anhu beše mnogo siromov čovjek. Siromov čovjek. Alija radijallahu anhu odeše ka jedan evrein da raboti, ka evrein. Ka evrein da raboti, so jaže vo bunar i da vleče kofa, vode. Jedna kofa, jedna urma. Jedna kofa, jedna urma. I rasete na Alija bez sve su žuljeli, sve su rani. I Fatima radijallahu anha, pošto nemaše doma ni sluginka ni pomoćnička, ta sama so kamenja, go meleše, zato što je mele, neće ona kolomboć, pčenka, pčenica, go meleše da vide brašno i od toga da pravi lijep. I ne zinite razebe, sve su rani, golema siromaštija, golema maka, da pravi lijep, da mesi, da melje, da čisti. I jedan den Fatima radijallahu anha slušna дека пегамбер алейхиссалату вассалам од една битка донесле слуги, заробеници. И Фатима радијаллаху анха отиде кај таткој, кај пегамбер саллаллаху да побара помош. Да пегамбер и даде некој слугинка да ја помогнува во домашни работи. Кога дојде, пегамбер не беше дома. Беше Аиша радијаллаху анха. Рече, што дојде Фатима? Рече, дојдов да барам од татко ми, некоја слугинка да ми поможе. Рече, ќе му пренесам. Фатима се врати дома назад. Кога дојде пегамбер саллаллаху, Аиша му вели, ја Расулаллах, ка Божи пегамбере, беше черка ти Фатима да бара помош, бидејќи рацете беа полни со жулеви, со рани, бе пљага. Што бараше? Бараше слугинка да ја помогнува, бидејќи многу живее во тешка состојба, па има потреба за слугинка да ја поможе. И пегамбер саллаллаху право отиде во куќа на Алија, во куќа на кај черка му Фатима. Феидахума, а тие беа легнати. Фатима и Алија беа легнати. Па пегамбер алейхиссалам влезе кај нив. Рече, зарем легнавте да спиете? Да, Божи пегамбере. Уморени сме, скапани од работа. Рече, Фатима си барала нешто? Да, рече, барав, ја Расулаллах. Рече, барав помошничка, барав слугинка. Рече, ја Фатима. О, Фатима, слушај го од мене овој насихат. Овој насихат за Фатима, меѓутоа тоа важи и за сите нас. О, Фатима, ида ахафти меджаики, кога ќе одиш да легнеш навечер, шкон влеш кревета. Пара се да влеш, пред да заспиеш. Лятеда, немој да заборавиш да речеш 33 пати Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах. 33 пати. 33 пати Алхамдулилlah, Алхамдулилlah, Алхамдулилlah. И 34 пати Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Тие се вкупно 100. Аллах Джелле Джелалу ќе даде кувет и моќ и немате да имате потреба за никаков помошник или помошничка, слуга или слугинка. Хајру лекум мин хадим. Вели пегамбер саллаллаху, Аллах ќе даде кувет и моќ и ќе имате сила што немате да имате потреба ниту за слуга, ниту за слугинка. Па вели Алија радијаллаху анху, овој зикр, ова луѓе, пред спиење, дова пред спиење, што? 33 пати Субханаллах, 33 пати Алхамдулилlah и 34 пати Аллаху Акбар. Вели Али радијаллаху анху, валлахи рече, цел живот, откако сум ги чул уста на пегамбер во мои уши, ниту една вечер не сум ги испуштил. Значи, секоја вечер го практикувал овој суннет на пегамбер саллаллаху. И еден рече, ниту во најголемата битка Сифин, значи имаше една битка Сифин, да беше голема битка.
кога Алија се припремаше. И таа битка беше многу битка со големи последици. Бил зафатен Алија со војници, со припрема. И дали во таа битка му рече еден од присутните, о Алија, дали во таа битка ти ги имаш речено тие зборови? Рече, валлахи, и во најголема битка, и во најтешка ноќ, тој зикр не сум го препуштил. Секогаш сум го изговарал. Што сега да каже? Гледаш Алија радијаллаху анху, значи кога научил некоја лекција од пегаме со себе. Веднаш Алија го практикувал се живот.